Здраво на сите, добро дојдовте во моето ново видео. Време е за вториот дел на што да гледам. Вклучувајќи ги и Оскарите, од претходната епизода до сега имаме изгледано 28 филмови и од прилика некои 20 серии, не знам колку се точно. И овој пат наместо 10 ги предложам 5 најдобри филмови и 5 најдобри серии, затоа што мислам дека предложам 10 е премногу, така што мислам дека од сега ќе правиме со 5 со 5 и со надежда дека серијалот ќе излегува почесто. Така да ако сакате да уште овој серијал, лајкнете го видеото. Почнуваме со The Platform. Имам пак реченица објаснување за сите колку да ве внесам во приказната. Ова е за вертикален затвор со по една келија на еден спрат. Две лица по келија, само една платформа за храна и 2 минути дневно за јадење. Бескрајен кошмар заробен во дупката. Дупката го викаат местото. Луѓе, ова е филм што можеби единствен до сега, каде што од првата секунда во филмот до последната јас сум седел вака. И не сум можел ни секунда да трепнам, затоа што трае отприлика саат и пол филмот, значи краток е, ама тој саат и пол од или многу одамна или никогаш немал таков филм каде што буквално не сум можел да трепнам, од што толку е напнато и толку само чекаш и те интересира, многу интересен концепт е. Значи буквално имаш вертикален затвор со по една келија тука, една тука, една тука, една тука, една тука, една тука, една тука, во секој келија има по двајца. Филмот се вика The Platform затоа што се спушта платформа со храна секој ден. Прво трга од првиот спрат најгоре, се задржува таму 2 минути, колку изедеш за 2 минути изедеш, па се спушта на вториот спрат, истата платформа со истата храна, што значи дека некој веќе арал нејзе. Па на трет, па на четврт, па на пети, па на 50, па на 100. И сами понатака треба да откриете колку воопшто спратови има. Концептот е предобар, јас такво нешто немам гледано и многу ме радува што веќе вториот дел мислам ако добро видов е во постпродукција и наскоро валјајќи искочи и тоа. Не знам зашто до сега не ми го кажа никој филмот, ама гледате го, значи врв. И ако не го сватите крајот, јас си признам, не го сватив, изгуглајте. Може би ќе го сватите. Јас не го сватив, гуглав и кога го изгуглав бев уште поишеко. Многу добро, гледајте го. Вториот филм што имам да го препорачам е Dune Part 2. Уште подобар од Кецот, ако не сте гледали Кецот, гледајте го и Кецот, значи стварно вредат. Пола Треид се обединува со Чани и фремените додека бара одмазда против заговорниците кои го уништија неговото семејство. Тоа е воведот во вториот дел. Ова до сега најсилниот филм годинава 2024 и ќе се јаде на Оскарите, мислам дека со Джокер 2. Јас за Джокер 2 уште сега верувам и се сум спремен онака целосно да ме распарчи да ми биде филм на годината. Тоа се чека некаде, мислам дека октомври. И тоа мислам дека најголемата битка годинава на Оскарите ќе биде Джокер 2 против Dune 2. Dune, ако не сте гледале, пропуштате многу. Не знам дали се уште игра во кино, ова е стварно филм за кино и не можеш дома да го доживееш ко на кино затоа што многу се битни сите тие звуци, сите тие ефекти како ќе ги слушнеш. Ако случајно уште во кино трчате да го гледате го одма, ако не дома на најмногу попуштено што можете, баз додадете, не знам што може да додадете, гледате го така. Третиот филм е Того. Приказната за Того, кучето со санки кое го предводеше серумот во 1925 година и покрај тоа што се сметаше за многу мало и слабо за да води толку интензивна трка. Филмови со кучиња се една скроз друга категорија што јас кога и да слушнам дека се издвојува некој нов, морам одма да го изгледам. Овој си го чував, мислам дека 2019 искочен дури или 21 беше. Пишува тука негде секако. Не знам што толку долго чекав, ама е еден од тие филмови со кучиња што морате да ги имате изгледано, затоа што е стварно квалитетно и не знам, ако сакате мајде да не сакате кучиња, многу добар филм, многу добро приказано, многу добро све. Еве ви ако до сега и вас ви промакнал нов филм со куче, гледате го многу добро. Четвртиот на листата е Контра Тиемпо или The Invisible Guest. Се работи за успешен предприемач, обвинет за убиство и експерт за подготовка на сведоци кои имаат помалку од 3 часа да излезат со непробојна одбрана. Непробојна? Воведов малце што го напишале тапа, ама не знам би го споредил со The Innocent, што е со истиот глумец за серијата. Јас многу сакам такви трилери мистерии што до крај те држи да видиш што ќе се случи. На крај нема да успееш да погодиш тоа што ќе се случи, зашто јас многу мразам филмови кога што ќе погодам што ќе се случи, онака сакам скроз да ме изненади и ова е еден од тие што на крај остануваш шокиран и не се верува и кога јас ќе доживам таков момент, тоа за мене е предобар филм и ако сакате такви филмови и ова е филмот за вас. И последниот од филмовите е The Butterfly Effect. Многу одамна ми стои на watchlist и секогаш сум викал ќе го гледам, никош не тој ден сега дојде. Се работи за Еван Треборн кој страда од затемнување или blackouts за време назначени настани од неговиот живот. Како што расте, наоѓа начини да се сети на овие изгубени спомени и да го промени својот живот читајќи го својот дневник. Многу квалитетен филм и некако кога ќе помислам така ми е криво што денешно време па и не се прават толку многу такви филмови и од порано имаме испуштени стварно добри филмови, ова е еден од нив. Така што ако си ти како мене до сега да си го преспил овој филм и да не си го гледал, гледај го, стварно вреди. Сега одиме на серии. Прва серија е
Озарк се работи за финансиски советник кој го носи своето семејство од Чикаго во Мисури Озарк, каде што мора да пере пари за да смири наркобос. Ова е една од сериите што јас откако излезе чекав да излезе цела. Многу ретко успевам да додржам за некои серии така. Многу мразам кога ќе мудри хајпот и кога ќе сакам нешто да почнам одма и после да чекам 2 години за една сезона, па за втора, па за трета. И ова е серијата која што успеав да додржам до крај, да искочи цела, за конечно да се ја изгледам без пауза од почеток до крај. Чиста десетка. Сега сакав да навлезам и во детали за крајот, ама стварно не би сакал да спомнувам нешто такво сега. Дефинитивно вреди да се гледа, не знам дали би ја сместил, можеби ми влегло и во топ 10 серии на сите времиња. Ако не е топ 10, можеби некаде топ 15, ама стварно многу квалитетно, многу добро. Не знам што да ви кажам, многу сличен вајб на Breaking Bad. Малце и не може да се споредат, ама и може до негде некои работи. Така што ако ти се свиѓало Breaking Bad, голема е шанса дека ви се свиѓало и ова. Втора серија е Берлин. Ова е приквел на La Casa de Papel или Money Heist. Описот е назад во неговото златно доба пред настаните од Money Heist. Берлин и бандата се собираат во Париз за да го испланираат едниот од неговите најамбициозни грабежи досега. Ако ви се свиѓаше La Casa de Papel, ќе ви се свиѓа ова, дури можеби многу повеќе, затоа што не знам, овие приквелс јас дури можам unpopular opinion што можеби луѓе ќе те стават, ќе ти вперат пиштол ако кажеш таквото нешто, ама јас можеби тврдам дека Better Call Saul е подобра серија од Breaking Bad. Ми се скоро исти, ама за нијанса, ако нешто одлучувам, мислам дека Better Call Saul е дури подобра серија од Breaking Bad и многу приквелс ги прават такви добри. Сега во моментов гледам и House of the Dragon и тоа можеби, како што Game of Thrones имаше толку неславна последна сезона, можеби House of the Dragon ќе ми стане подобра серија од Game of Thrones. Така што можеби Берлин ќе ми стане подобра серија од La Casa de Papel, затоа што и таму имав доста одлуки што не ги сакав ако не направат пак такви некои глупости, ама некако како одат годините и они прават што е нормално да направиш подобро нешто тоа што си го направил претходно, затоа што стануваш и ти подобар, се усовршуваш се, валјда разбирате, така што Берлин, ако ви се свиѓаше La Casa de Papel, ќе ви се свиѓа ова исто така, буквално исто како што беше професорот главен, сега е Берлин главен, си има своја банда, имаш 5-6 нови ликови што се коглавни во бандата, одлично. Ако сакате така да гледате серии каде што ограбуваат нешто, прават такви мастер планови, топ серија. Следна е Mare of Easttown. Тука се работи за детективка во мал град во Пенсилванија која истражува локално убиство додека се обидува да го спречи сопствениот живот од распаѓање. Ова имаше доста голема оцена, ја пуштив тогаш, и сакам такви кога се мини серии што имаат само една сезона завршена и ќе нема никогаш пак и се само ко 7-8 епизоди, ова има 7. Многу добра серија, само што можам да видам како многу од вас би се откажале гледајќи ја, затоа што ако гледате една епизода или 2 или 3, дури и после третата може некој од вас да крене раце и да си рече досадно ми ова не го гледам. Ми беа и мене стварно досадни некои делови, ама останав, го чекав тој затоа што цело време беше build up за на крај да видиш што ќе се деси и вреди, само ете можеби реално и треба да биде 9 наместо 10 оцена само заради тоа што не ти е цело време интересно, ама и тој build up вреди, можеби има луѓе што сакаат такви серии на крајот на денот. Не мора се да е прединамично, не мора секој епизод нешто се случува, така што треба време за некои приказни за да се оформи цел тој свет. Секоја нова серија е еден нов свет кој некој треба да го изгради, да постави ликови, да ги запознаеш, да све. Некој го прави тоа побрзо, некој поспоро, така што стилови се опрашање. Ако сакате вакви детективски серии, тогаш одлична серија. Следна е Big Little Lies, што мене вака сега можеби од постерот ви изгледа малце онака површно, малце можеби несериозно. Знам дека ова имаше и книга што мислам дека на македонски е преведена, се викаше Големи мали лаги. Ова е доста кратка серија, мислам дека има само 14 епизоди, ако не сум грешка, пишу исто така тука доле. Се само 2 сезони, мислам дека секоја сезона има око 7 епизоди. Доста интересна, малку е и чил, понатака станува така по-хеви и по-тешка, ама дефинитивно вреди да се гледа. И за крај имаме уште една незавршена серија која што до сега имате излезено 2 сезони и ќе излегува сега, мислам дека за брзо до крајот на годината ќе излезе и трета и после трета дали ќе има уште не знам. Серијата е From. Исто така многу интересен концепт, ќе видам што ќе биде реченицава, ако не ќе ви докажам јас. Град во кој еднаш влегуваш и не можеш никогаш од него да излезеш. Додека жителите се борат да го задржат чувството на нормалност и бараат излез, тие мораат да преживеат од заканите на околната шума. Јас нова би додал само за поише да ве заинтересирам, не е никаков спойлер, одма тоа се дознава. Кога е дење, можеш да си шеташ надвор, да си правиш све што сакаш. Штом доаѓа ног, мораш да се затвориш дома и не смееш да искочиш.
Као концепт е многу интересно, ќе видите зашто, ќе видите како, а многу интересен свет, многу добро до сега се гради серијата и како заврши втората сезона со огромен клифхенгер што јас веќе чекам трета. Нешто ми фали што сум ставил деветка, сега веќе не ни памтам што поминат се неколку месеци што е толку, ама тоа е само моментална оцена додека не ја завршам серијата, додека завршам може да порасне и тоа или да се намали. Така што ако ве заинтересира ова што го кажува серијата, гледате. И сега за крај јас тука на екран би го ставил ова, можете да си го паузирате. Ова се сите филмови и серии што не се најдоа на листата, а јас од првиот дел до овој дел на серијалот ги изгледав. Тука некои повеќето гледам дека имаат оцени, ама некои не сум остел поради тоа што или не сум сакал, или се нешто онака помех, или сум ја остел, не сум ја догледал, кој што гледам серијата Александар македонски што беше серијата направена. Ја оставив доста брзо, ако некој гледа ќе свати зошто. Пола тука од филмовите се тие за Оскари, затоа што Оскарите се случија помеѓу овие два дела, па сепак ги ставив тука за да биде баш се што имам изгледано. Имате доста интересни наслови, ги имате тука Дамсел, што е со Мили Боби Браун од Stranger Things, имате Under Paris, што Ајкула го напаѓа Парис, ама јас ставив оцена 4. Паузирајте си, гледајте си, имате Baby Reindeer тука, имате Fool Me Once, Gentleman, има свашта нешто на листава, така што ако ви интересира и тоа, слободно може и од тука да влечете работи. Според мојата оцена, ако ви значи нешто, зашто некои си лоши. И тоа е тоа. Дали имате гледано некој од овие филмови или серии, што мислите за истите? Ако решите нешто од ова да гледате, кога ќе изгледате, ве молам вратете се на видеото, обожавам да читам коментари. Кажете ми Стев го изгледа ова, беше стварно добро, Стев зашо ме натерава да го гледам, беше ужасно, сакам да читам мислење. Обожавам филмови и серии, сум опседнат цело време, секогаш кога првото слободно време сега го трошам за да можам нешто ново да изгледам и пак не стигам колку имам работи за гледање тек. И тоа е тоа. Ако сакате уште од серијалот, ставете лайк, ставете и subscribe и не се гледаме следното. Чао!